И граѓаните на Куманово и на североистокот во целост ја почувствуваа големата промена во временските прилики. Иако беше топло и претходно, овој топлотен бран предизвика зголемување на температурата доволна за кумановци да бараат сенка и да почнат да ги почитуваат препораките на одговорните. А тие се вообичаените: избегнување директна сончева изложеност и престојно отворено од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, консумирање лесна храна и течности, најдобро обична вода и избегнување алкохолни пијалоци. Македонија годинава првпат е под влијание на топлотен бран од жолта алертна фаза, меѓутоа граѓаните веќе станаа експерти, благодарение на искуствата од претходните сезони. Топло, Бога. Топло денес? Да. Како се снаоѓате на овие топлини? Мора некако да се снаваѓаме, што да правиме. Имате обврски, значи моравте да Имам обврски, да. Дали некои мерки сте слушнале дека треба да преземете, дали преземате за заштита од топлото? Нема што да се преземе. Па нешто да се носи капа на... Ништо, само што ова е очиларе, немам очиларе, досадна стација, пошто и не виду добро. Значи само и не би треба рашено за тоа. Топло ми е 12 месеца у годину. Значи не е само до топлотниот бран што е денеска? Љубов не грее. Полака гардероба, например, повише течности, помалку храна и нормално да не се излажемо бар од 1 до 4 надвор. Посенка, еве пиќе за младиче, ладна со смалце, лепци и сокче, капче на главче, бицикла куде е удобно, ладимо се, куде е угодно, одмараме. Значи ги слушнавте ли негде овие мерки или си ги знаете од други години? Тоа е нормално, па мора да се зачудиме сами за себе. Иначе јас сум по струку ХТЗ, зашто е приработа. Така да мора превентива, тешно си треба се унасов, у расклад да се седи, да не се движи по сонце, по некои потреби што мора да се заврши, мора, али пак да се побара некое ладно место, да се организмот прилагоди према температурите. Тоа се ненамени топли промени, нагли промени и организмот не може да се привикне. Затоа треба да се бара дебела сенка, добра просторија каде не мора да е air condition, што сега клима уреди. Тоа уште погоре за организмот. Али со разладување, со фонтани, да има повеќе фонтани, повеќе сладовина во центрот, како сега што е одека подосмокатница. Па тешка е нагла промена. А имате ли некои мерки што применувате, освен вака што се штитите течности, нешто слушнавте ли на телевизија, применувате? Тој се знае и од порано. Значи како се заштитувате вие? Повеќе треба течности, воќе, полака храна. А моравте ли да излезете? Мора на работа. Во текот на ваквите екстремно топли денови, препораките се да останете во затворени простори, и тоа пред се климатизирани, а при неопходен престој на отворен простор, најдете можност за почести одмори под сенка. Пред влегување во возило, тоа да се проветри, да се внимава при подготовка и консумирање на храна, да се избегнуваат термички необработени производи и главно да се јаде свежо овоше и зеленчук. Согласно најавата на Управата за хидрометеоролошки работи, под влијание на многу топла воздушна маса, Македонија ќе биде до крајот на оваа и во текот на идната недела.